Почитувани, пропаѓањето на Евростандард банка, вториот тат, е афера тешка околу 200 милиони евра, колку што и вредеше активата на банката, заклучно со 31.12.2018 година, за жал, последниот јавно расположлив ревизорски извештај на банката. Епилогот е 100.000 блокирани сметки, 40.000 пензионери без своите пензии, измамени штедачи и над 20 милиони евра депозити, кои што ќе останат непокриени. Но воедно, овде се отвора и сомнеж за криминално и коруптивно работење. Вистинското прашање во аферата тешка 200 милиони евра е на кој начин се одобрувани кредитите кои набрзо станувале лоши пласмани и зошто тоа било премолчувано од најмалку 3 финансиски институции задолжени за контрола на банките. Дали е точно дека во аферата Евростандард банка тешка 200 милиони евра, над 55 милиони евра кредити без покритие се делени на различни компании, меѓу кои и струмички компании блиски до власта. Јавноста интересира кои се тие компании кои земале пари без покритие или со хипотеки со преценета вредност. Сомнежот е дека се делени кредити за недвижнини со нереална и над проценета вредност со цел да се добијат повеќе пари. Да подсетиме дека Зоран Заев изјави дека знаел за пропаѓањето, односно работењето на банката една година, а Министерката за финансии за штедата од 250.000 евра навреме ја извадила од банката. Ова е коруптивен случај, чии пипци одат до највисоките структури на власта. Ви благодарам. Прашања? Антикорупцијската комисија даде денес едно чудно објаснување дека министерката, односно веќе поранешната министерка за финансии Нина Ангеловска имала етичка одговорност, но немала кривична одговорност со тоа што ги повлекла парите. Кој е коментарот на ВМРО ДПМН околу оваа одлука на антикорупцијска комисија? Видете, јас денес пред неколку минути пред престав го прочитав ставот на антикорупцијската комисија и сум, да не речам, шокирана. Зошто? Ако Зоран Заев изјави дека пред една година точно знаел дека банката има проблеми, и ако точно пред една година, па можеби повеќе од тоа, бидејќи гувернерката до сега не се произнесе по однос на тоа кога и во кој момент адекватноста на капиталот на банката паднал под 8 согласно законскиот минимум, тоа значи дека банката требала да биде затворена една година претходно. Во меѓувреме, министерката станува, односно Нина Ангеловска станува министер за финансии, поминува една година во која банката е под тој законски минимум и министерката полека го намалува својот депозит. И уште, нели, најшокантно, на месец и пол пред избори, таа ги повлекува и последните средства, а при тоа да не заборавиме, таа е дел од Комитетот за финансиска стабилност. Како може Нина Ангеловска да нема информации и да не знае дека банката последната година имала проблеми? Од тука се поставува прашањето дали таа намерно и полека го вадела својот депозит за да не биде воочливо, нели, одеднаш, и при тоа токму заради такви случаи како Нина Ангеловска, кои што требале во последната година да ги повлечат своите депозити, се одвлекуваше, нели, стечајот на банката и не баш пред избори, не знам зошто повторно гувернерката ќе треба да одговори на тоа прашање, туку после избори ние имаме отварање на стечај на банката. Антикорупцијска по мене тука е само, и не по мене, тука е и ставот на ВМРО ДПМН, е само продолжена рака на Зоран Заев. Со оваа одлука која што ја донесе, тоа и ништо повеќе не може, значи, да се заклучи за антикорупцијска. Ви благодарам.